Храната е двигател на животот. Освен разновидноста на храната, битен е и начинот на приготвување. Вкусната храна најчесто не е здрава, но многумина врвни кулинари измногиат начини и здравата храна да ја направат вкусна. Истражувањата покажуваат дека здравата и уравнотежена храна ќе биде превентива, но и лек за многу болести. Храната е повод за одржување на втората конференција за храна, на која учество земаа голем број на лекари, нутриционисти, промотори на здрава храна и врвни кулинари. Ова е втора конференција Food Talk која организира компанијата Color Media, која е представништво на Color през групацијата. Инаку минатата година организиравме во ресторанот Матко, сега во еден прекрасен ресторан Електра Гарден во Брвеница. Нова конференција, како и минатата година, ќе пробаме да малку подигнеме нивото на гастро бонтон културата и исхраната во Македонија, на тој начин што денеска ќе имаме 7-8 панела и неколку демонстрации во кои што највлијателните луѓе од сите сегменти што се поврзани со гастрономијата, од нутриционисти, од кувари, од готвачи, од професори, ќе говорат на теми кои што се популарни и кои што ќе кажат што треба да јадеме, што не треба да јадеме, кога треба да јадеме, како треба да јадеме. Така беше исто и лани, меѓутоа ќе се збори за здрава храна, но сигурен сум дека на последниот панел каде што имаме нездрава храна во наводници ќе биде изедена до последното залче. Се дискутираше за еднината на храната на нашата планета, за органската храна, ГМО производите, степенот на загаденост на почвата. Експертите сметаат дека производството на храна ќе мора да се зголеми за 70%. Се предвидува во блиска иднина да се започне со лабораториско производство на храна. За 20 години од сега, само богатите ќе може да се хранат здраво. Месниот нарезок или пилешкото месо ќе бидат премногу скапи за нас и ќе треба да користиме поевтино месо од епровета или животински протеин од инсекти. Се очекува еден ден да има храна за мажи, за жени, за стари, за млади, дури за секоја единка. Значи точно да се предвиди што мене ми треба и јас да си земам таква храна. Од тој аспект, дури и за самата подготовка на храната, се изработуваат веќе специјални машини, како што е познатиот Foodini 3D принтер за храна, каде што вие ставате состојки внатре, што се ви треба, он зема рецепт од интернет, му кажувате кој, и ви подготвува, да речеме, равиоли. Значи самиот ги прави слоевите, полнењето се, на крај вие само треба да ги сварите. Нешто што најмногу ќе се случува во следните години е што ќе се бара замена за месото и за добиточните производи, јајца, млеко, бидејќи нели еве и вегетаријанците се во пораст, прво, а второ месото ќе поскапува. Во панелите учествуваа естрадните уметници и други јавни личности. Маријан Куцев со посетителите ја сподели својата инспиративна лична борба со дијабетес, кога го излекувал со помош на здравата и правилна исхрана. Тој му помогнал и на едно 8-годишно дете да се излекува од истата болест. Неизбежен дел од ваквите манифестации се и вештите жени. Во ова време борбата за пари секако е најголема, меѓутоа борбата за здрава храна е втората работа и ние здравата храна прво ја бараме во природата, во нашите производи и штета е што во Македонија имаме толку природни и здрави производи што можеме да ги искористиме за сите услови, место да увезуваме нешто странско. Гастрошефовите на посетителите им приготвија специјалитети од македонската, британската, унгарската, италијанската и белгиската кујна. Храната ни е секојдневие, секој знаеме дека без храната не можеме. Сепак ова е исто така конференција да се научи нешто повеќе за храната, за здрава исхрана и то. Македонскиот народ се храни ли здраво? Па нормално дека се храниме сите во Македонија здраво. Имаме многу голема широки артикли за здрава исхрана, свежи зеленчуци, овоштие и тоа е тоа што се бара здраво. Добро приготвено само. Тоа е тоа. Гастромак, што вели за оваа конференција? Дали ја поддржува? Ја поддржува и сите други вакви работи, све ги поддржува. Од утринските часови па до доцна во ноќта се збореше за храната и виното. Се приготвуваа и дегустираа вкусни специјалитети и пијалаци.